Добар ден, почитувани. Ја следите најновата Телма амбуланта. На кои промени на кожата треба да внимаваме и не смееме да ги игнорираме? Дали е точно дека обична раничка што не заздравува може да укажува на рак на кожа? Дали сите карциноми на кожата метастазираат или има некои што се локализирани и не се шират? Но оваа тема денеска разговараме со доктор Верче Тодоровска, дерматовенеролог. Разговорот следува по рекламите, а ќе можете да се вклучите и вие со ваши прашања во програма. Останете на Телма. Кои промени на кожата не смееме да ги игнорираме? Ќе ја прашаме доктор Верче Тодоровска, дерматовенеролог во Дерманова, национален представник во Интернационалното дермоскопско здружение. Докторке, добре ни дојдовте во студиото на Телма и добар ден. Добар ден, благодарам на поканата, секогаш ми е задоволство. Има различни типови рак на кожа. Па кој од нив е најмалку опасен и најлесно се третира, а кој е најмалиген? Значи има токму така повеќе типови на рак на кожа, најчестите се три. На прво место е базоцелуларниот карцином, кој што всушност е најдобар за третман и има најдобра прогноза, бидејќи можностите за метастази кај овој тип на рак на кожа се сведени скоро на минимум. Потоа следува според честотата сквамоцелуларниот или карциномот на плочестите клетки, кој што е кератинизирачки и знае да се манифестира како некоја дури брадавичаста промена, како кератотична, која што се лупи и собира еден вид наслаги. Значи некогаш многу често се заменува со обична брадавица. Тој е малку поопасен, бидејќи има потенцијал за локално метастазирање. Значи, може да се расшири во локалните регионални лимфни јадри, значи на местото кај што ќе биде откриен. И затоа кај него советуваме почесто следење и едноставно една контрола со едноставно ехо на лимфните јазди во регијата, околу регијата кај што бил најден овој карцином. А најопасниот, кој што е животозагрозувачки, тоа е меланомот, за среќа е најредок, меѓутоа најголемиот број, значи повеќе од 80% од смртните исходи поврзани со рак на кожа се токму заради овој тип на рак на кожа. Меланомот е најредок, меѓутоа е најопасен, бидејќи кај него потенцијалот за метастази е највисок. Значи не сите типови рак на кожа метастазираат, некои се локализирани. Така. И не се сите подеднакво опасни. Токму тоа што сега и го објаснив. Значи, опасноста всушност лежи во можноста, во потенцијалност за метастазирање, односно ширење, бидејќи ракот на кожа е карцином, малигно заболување, кој што кога ќе навлезе во циркулацијата, може да се расшири низ сите други витални органи и да го загризи. Меланомот во кои органи метастазира? Меланомот најчесто метастазира во мозокот, во црниот дроб, во коските, меѓутоа генерално гледаме на секаде дека може да метастазира, бидејќи кај него постои можност не само да се шири преку лимфните крвни садови, преку лимфатиците, туку и преку крвните садови, преку циркулацијата, така да може да го најдеме и на неочекувани места. Докторке, како се може да изгледа ракот на кожа? Дали е точно дека една обична раничка што не заздравува може да биде рак на кожа? Токму така, тоа е еден од најчестите симптоми кои што треба да го алармираат пациентот дека нешто тука се случува и треба да се јави на дерматолошки преглед. Бидејќи базоцелуларниот еве најчесто може да се манифестира токму така. Секоја раничка која имаме на кожата, нашата кожа има потенцијал за регенерирање и доколку е обична гребнатинка или повреда, најдосна до месец дена, без оглед дали се работи кај помлад или кај повозрасен човек, треба да заздрави. Меѓутоа, кога таа раничка не заздравува, ќе направи круста, па таа круста ќе падне, па после некој време повторно ќе се црнира и се обновува подолго од месец дена, особено ако е на лицето, на откриените делови на телото, кои што се постојано изложени на сончевите зраци, а знаеме, тие се еден од најголемите виновници за појава на овој тип на карциноми на кожа. Мора тогаш да се посети дерматолог кој што работи дермоскопија за да може да се детектира за каков тип на промена се работи. Значи може да биде базоцелуларен карцином кој што некогаш е како раничка рамна на површината, меѓутоа може да биде и како флека, пигментна промена рамна на кожата, обично кога е на трупот, а на лицето најчесто е нодуларниот, тој што е како еден вид јазленце кој наликува на бубуличка или на бенка, со транслуцентно, значи може да биде розеникава, меѓутоа може да биде и во боја. И исто така
Има и друг тип на базоцелуларни карциноми кои што се малце поагресивни и тие се манифестираат со поголема раничка, значи една ерозија во центарот која што долго трае. Тој е така наречен инфилтративен тип кој што некогаш е деликатен и во отстранувањето, бидејќи не можеме да ги разграничиме маргините, односно точните граници до каде навлегува, бидејќи знае да се инфилтрира, да се вгнезди во околните ткива. И уште еден тип на базоцелуларен карцином постои, тој е така наречениот морфеиформен, кој личи на лузна. Значи, ако имате појава на лузна на место кај што немало раничка или нешто друго, или повреда, или било каква претходна промена, треба да се прегледа, да се диагностицира, бидејќи на овој начин, со помош на дермоскопијата, значи, ние може да утврдиме дури и кој е степенот на ризик кај овие 4 најглавни типови, подтипови всушност на базоцелуларен карцином. Основниот проблем кај базоцелуларниот карцином е тоа што тој напредува, се шири локално во кожата. Меѓутоа, ако го оставите да се шири, тој може да ги нападне и околните структури, а тоа се тука коските, мускулите, и сме имале ситуации во кои што, особено ако е на деликатните регии, како што се околу очите, кај коренот на носот. Значи, тоа се регии кај што, ако почне да се расширува таа мала раничка, многу брзо може да го компрометира дури и видот, бидејќи секоја промена на кожата што треба да се отстрани, се отстранува во здраво. Значи, треба да има најмалку 2 до 4 мм околу неа, за да може хирургот темелно и комплетно да го отстрани овој карцином. Доктор Вирче, да се задржим уште малку на изгледот на карциномот. Дали понекогаш може една промена на кожата која што наликува на воспаление или пак инфекција да биде карцином? Може, баш скоро имав еден случај и понатаму ќе го видиме во фотографиите, значи црвеникава промена која била третирана како екцема и тоа на ногата, близу скочниот зглоб, и уште една ситуација која што за жал многу драматично заврши, бидејќи било третирано како воспаление екцема на долниот капар на окото. А тоа всушност било базоцелуларен карцином од овој инфилтративен тип, кој што полека навлегува, се шири во околните структури. И за жал тука кај пациентката дури и окото беше загубено на крај, бидејќи базоцелуларниот агресивно настапи. Така да секој карцином, без оглед колку е со добра прогноза и нема можност за метастази, може да направи голем проблем. И затоа треба да се отстрани на време, да не сметаме на тоа, овој не е толку не метастазира, не е страшен, не мора да го вадиме. Значи, мора да го вадиме. Секогаш на пациентите им кажувам, кога ќе диагностицирам базоцелуларен карцином, дури ете така им го објаснувам дека се работи за базалиом, за површен тип на рак на кожа, кој што има најдобра прогноза, меѓутоа како и секое малигно ткиво треба да се отстрани, не треба да го чуваме. Ризикот не е во неговото отстранување, туку во неговото оставање, неговото ширење и напаѓање, значи ширење во околните ткива, бидејќи тој нема да запре, нема никош да помине. Значи, тоа е малигно ткиво кое што е научено само да расте и да се множи и да напаѓа во околината. Некои базоцелуларни се развиваат многу полека, меѓутоа некои одат и многу брзо, што некогаш зависи нели од регијата, па и од самиот пациент. Доктор, ке тоа значи дека карциномите на кожа не секогаш се јавуваат во форма на бенка? Карциномот на кожа, тоа е меланомот всушност. Тоа е првата асоциација. Значи, меланомот наликува на бенка во своите почетоци. Зборуваме за најраширениот, површински, ширечки меланом. Значи, тој буквално личи на бенка. Една темна промена во ниво на кожа која постепено расте и се менува. Затоа велиме дека и тој е најопасниот, затоа од него најмногу се плашиме, да речеме, бидејќи тој има можност од метастазирање. Во просек, кога ќе почне еден меланом да се развива, дури да ги развие оние класични ABCD правила што ги користиме во само прегледот и во клиничкиот преглед,
му треба 2 до 3 години. Меѓутоа, поентата е кај меланомот да не чекаме да ги развие сите тие знаци дека е асиметричен со назабени ивици, дека има повеќе бој. Туку со превентивните прегледи да се најде, еве, на оваа слика се гледа колку рано сега можеме да го диагностицираме меланомот. Значи, како почнало на почетокот, значи, кога клинички се диагностицирал, кога бил веќе напреднат во форма на раничка, еве и овде. Ова е меланом кој што е напреднат. Тоа е веќе исто така личи на рана што не заздравува. Меѓутоа само дерматологот ќе направи дистинкцијата, а пациентот не може да знае за кој тип, нели, карцином се може да станува збор, мора да се јави на преглед за да се направи дистинкција. Меланомот секогаш има приоритет во отстранувањето. Дали изгледот на ракот на кожа е поинаков кај лица со светла и со темна кожа? Генерално постојат одредени разлики, бидејќи кај лицата со светла кожа едноставно има помалку меланин, помалку пигмент во кожата и кај нив може дури и самите бенки всушност се посветли, имаат и посебен тип на, ние велиме, дермоскопски образец, значи секоја кожа си носи свое. Така да, кај светлите кожи и меланомот дури може да биде амеланотичен, односно да биде како розаникава флекичка, исто и базоцелуларниот може така да се манифестира. Розаникава флека, како рапава една флека, која постепено расте и се шири и помалку се цернира, односно влажи, па прави круста, па таа паѓа. Значи, тоа треба да биде првиот аларм дека тука нешто се случува и треба да се прегледа. Значи, затоа има одредени разлики, меѓутоа генерално кај светлите типови имаме посветли и бенки, па дури и меланомите може да бидат посветли, а кај темните типови и бенките се дури црни и кај нив и меланомот ќе биде темен, значи не очекуваме светол, меѓутоа нема правила. Меланомот е најнепредвидливиот малиген тумор кој што е најопасен, бидејќи може буквално за кратко време значи да заврши со летален исход, да метастазира и затоа може да се јави во било која боја, во било која форма, може да биде мазен, може да биде издигнат, може да се јави на било која возраст, значи не е резервиран само за напредната возраст, значи го имаме се повеќе и под 30 годишна возраст. И може да се јави на било кој дел од вашето тело. Кај младите луѓе, која форма на карцином најчесто се јавува, а која кај возрастните? Кај младите во последно време, значи буквално ги имаме и обете форми на базоцелуларен и тоа површинскиот тип, најчесто може да се види на трупот или на лицето, дури имав неколку случаи каде што беше почнал на самиот раб на скалпот кај што е почнала косата, па во еден случај дури беше третиран како себроичен дерматит пред да дојде на преглед. А меланомот во глобала најчест е кај, значи средна возраст во која го гледаме е 65 години. Меѓутоа, јас и во мојата пракса се повеќе гледам многу почесто меланоми на возраст значи тоа е веќе, како ќе му дојде, во третата и четвртата деценија. Значи најголемиот број од мои пациенти во просек имаат од 37 до 45 години. Со тоа што во тој дел всушност го гледаме во таа возраст најчесто и нодуларниот кој што е најагресивен, а кај повозрастната популација го гледаме лентиго малигна, површинско ширечки, побавен меланом кој што многу споро се развива. Така да нема правила. И уште еден податок е многу важен, дека кај жените под 30 годишна возраст, прва причина за смртност е меланомот, што се поврзува со бумот на солариумите, што беше порано во 70-тите години и најверојатно и со инсолацијата едноставно кај млад човек како причина, поготово ако е од женски пол, како причина за смртност во таа многу млада возрастна доба се јавува меланомот. Кои форми на карцином на кожа, на рак на кожа, најчесто се јавува на лицето? Дали е тоа базоцелуларниот? Може ли да се јави меланом на лице? Да, меланомот, како што ви кажав, може секаде да се јави, значи нема исклучување, дури на делови кои што се покриени со облека кои што не се изложени директно на сонце, бидејќи кај него причините за појава се интермитентно изложување на интензивно УВ зрачење, тоа се оние викенд посети или одеднаш кога ќе почне јакото сонце без заштита да се и најчесто тие екскурзии завршуваат со изгореници. Значи изгорениците од сонце се главен фактор за појава на меланом и потоа гените.
на гените не може да влијаме и затоа може да го видиме дури и на стопалото, помеѓу прстите, на скалпот, под коса, значи да биде покриен со коса, и буквално на било кое место, дури и на мукозите се гледа, на слузниците, во очите, во усната шуприна, секаде е најден. Секаде кај што има меланоцити, а меланоцити има секаде кај што има педа кожа или слузница. Па дури и под ноктите се јавува. Боб Марли починат е од субунгвален меланом. Значи меланом кој што се јавил под ноктот и бил третиран на почетокот како крварење или повреда од фудбал. И за жал, нели, многу брзо и на млада возраст, 30 и некоја, почина. Но најчесто каде се јавува кај мажите и кај жените? Меланомот има како предилекциони места ги викаме, кај што најчесто го гледаме, или ризични места ги викаме, тоа се нозете кај жените, најверојатно заради нели начинот на облекување, и солариумите исто така, а кај мажите е грбот. Тие се предилекциони места, односно најчести, меѓутоа нема правила. А кога зборуваме за карциномите, односно ракот на кожа на лице, за базоцелуларните карциноми, на кои делови од кожата на лицето обично ги забележуваат? Најчесто го гледаме на оние делови каде што не можеме да нанесеме заштитен фактор. Значи буквално околу очите. Значи тоа се оние делови кои што обично или ги забораваме, или ако повеќето некои од факторите печат, па мора да ги пропуштиме, значи тие делови. Оној дел кој што е на почетокот со косата. Меѓутоа може да се јави, значи секаде. На носот? Овде носот поготово, нели ние најиздадениот дел околу носот исто така е многу честа регија. На вратот исто така, со тоа што нодуларните, тие како јазолчиња, како брунчиња, црвеникави, розеникави се најчесто, се јавуваат на лицето. Инфилтративниот тип, што ви кажав, како една голема раничка, исто така се јавуваат на лицето и на скалпот кај мажите, повозрастните што ја губат нели косата со тек на време. А површинскиот пигментен базоцелуларен, кој е најдобрата варијанта, може да се јави на вратот и на трупот. И тој го имаме, мислам, го наоѓаме дури и кај многу млади особи. Тоа е интересно. Значи најмладата особа со базоцелуларен беше 25, што имам јас детектирано до сега. Од овој момент ќе ги вклучиме и гледачите. Почитувани, емисијата е контактна. Доктор Верчер Тодоровска, дерматовенеролог во Дерманова, е гостинка во студиото на Телма. Таа ќе ги даде појаснувањата на сите дилеми поврзани со темата на која што говориме. Телефонскиот број ќе биде испишан, односно можеби е веќе испишан на екранот, и добре дојдени се вашите прашања. А ние сега, доктор, ќе продолжуваме понатаму. Веќе споминавте дел од ризик факторите, тоа е генетиката и изложеноста на сонце. Сега на социјалните мрежи можеме да видиме низа видеа во кои што се оспорува оваа теорија дека сонцето е причинител на карциномите на кожа. Велат не може изворот на живот да доведе до малигна болест. Што велите вие? Значи, јас ова го работам повеќе од 20 години. До сега имаме прочитано, не знам, стотици студии во кои што е поврзана изложеноста на УВ зраците, продолжена, незаштитена, кумулирана, директно со раст на бројот на карциномите на кожа. Со тоа што за меланомите е утврдено дека се јавуваат после изгореници од сонце и кај генетска предиспонираност, а кај останатите базоцелуларниот и сквамоцелуларниот, кај нив е поврзано со кумулативниот ефект. Значи со наталожување на УВ оштетувањата што настануваат на ниво на клетка со тек на годините. Велиме кожата памти. И како сме се однесувале во младоста и во детството, значи дали сме се штитале, дали сме гореле многу на сонце, и колку тоа значи се наталожува со тек на годините, затоа базоцелуларниот после го гледаме најчесто кај повозрастните, и тоа го викаме кумулативен ефект на УВ оштетувањата, бидејќи организмот додека сме млади ги репарира тие УВ оштетувања. Значи ова е направено со клинички студии, со биопсии на кожа, со правење на молекуларни боења на тие промени во клетките. Значи постои сериозна наука за тоа, за да вие излезете со такво едно тврдење. Исто така, Светската здравствена организација уште пред 10 години извади гайдлайнси, тие постојано се апдейтираат, во кои што се советува нели заштита од сонце. Да ја спомнеме една Австралија каде што буквално од градинка се штитат од сонце, бидејќи кај нив негативниот ефект од сонцето е најизразен. Меѓутоа, сведоци сме дека со климатските промени, со зголемување на озонската дупка, со интензивното УВ зрачење, значи самите ние сведочиме дека кога ќе излезете надвор, кога е силно сонце,
Значи вашата кожата ве пржи, сонцето пржи, едноставно ако не ја заштитите, вие ќе изгорите. Значи веќе не е пријатно и самото сончање. Во однос на заштитните фактори има хемиски и механички или физички филтри. Во последно време за се нешто излегува по некоја таква ситуација во која што е најдено. Дали е контаминација од надвор, дали самиот препарат состоење нешто се развило, па поради тоа излегуваат овие тврдења кои што се никогаш не се немаат зад себе научни трудови. Значи вие да издадете научен труд треба преку илјадници луѓе да бидат прегледани нивните, тоа е статистиката да биде соберена и да биде споредена, да се најде кој е причинителот. Не може, значи сега секој може да излезе на социјалните мрежи и да тврди тоа што мисли дека е точно. Така да секогаш кремите за сончење исто така создаваат карцином во комбинација со сонце. Има и такви тврдења. Ги споменувам бидејќи може да се слушнат. Еве да речеме тие тврдења постојано на социјалните мрежи. Еве баш имаме, мислам, најчестите пациенти со базоцелуларен карцином се обично повозрасни кои што во својот живот, еве сега имаат над 60-70 години, во својот живот не користеле заштитен фактор. Колку често вие го користите заштитниот фактор? Колку често одите на сончање на плажа? 10 дена во годината, 7 дена, 2 пати по 7 дена. Толку. И тогаш го ставате на целото тело. Колку често вие одржувате лична хигиена? Дали знаете какви се состојки има во пените за бричање, во геловите за туширање, во сапуните, во шампоните и така натаму? Ако отворите има еден сајт environmental нешто околу нели токсичноста на која што сме изложени секојдневно, секој производ дури може да најдете и беби купка која што е квалификувана како како ризично, односно како потенцијално опасно. Меѓутоа, за да кажете за нешто дека е канцерогено, вие треба да имате наука за себе, треба да имате бројки. И на тој сајт нигде не пишува дека нешто е канцерогено, бидејќи не смеа да напишат такво нешто. Така. Според Значи, има во Светската здравствена организација има една листа на канцерогени и канцерогени материи докажани, како што е например цигарите. Дали се забранети цигарите? Дали е тоа нели личен избор? Како прво и основно, солариумите се исто така во канцерогена група А, исто така и плутониумот во истата канцерогена група. Значи има докажана релација помеѓу пушењето и ракот на бели дробови. Дури имаше една статистика која кажува дека многу е поверојатно ако користите солариум да добиете рак на кожа, отколку ако пушите да добиете рак на бели дробови. И пак се враќаме на личниот избор. Вие можете да купувате овош и зеленчук од пазарче, нели? Може да купувате од органска продавница, био, за да се заштитите на некој начин, меѓутоа загадувањето во воздухот еве како да го спречиме. Се смета дека во последно време самото загадување во воздухот го намалува нивото на витамин D што се создава во кожата, а не кремите за со заштитен фактор. Бидејќи во најмала рака може да има навика, еве јас лично користам заштитен фактор секојдневно само на лицето. Јас не се мачкам цело тело кога се шетаме низ град. Дали некој тоа го прави? Значи, некогаш малце логички размислете и малку побарајте science-backed information. Информации кои што се темелат на наука. Не се релевантен извор за... Секако. Напротив, понекогаш може да бидат и опасни, како што можеме, тие информации кои што можеме да забележиме. А докторке, дали може да се појави рак на кожа на место каде што сме се повредиле? Или каде што сме имале модрица? Не модрица, значи има сквамоцелуларниот карцином се јавува на места каде што имало репетирачко воспалителни промени. Значи ако имаме хронични рани, да речеме на подколениците или слично, улкуси и така натаму, буквално таму може да се јави сквамоцелуларен карцином. Значи тоа е една од неговите карактеристики и кога ќе видиме некоја промена, значи ако на место на постојана инфламација, значи црвенило, перутање, воспаление и така натаму, почнува нешто да расте, кое што е покриено со лушпи, црвеникаво е бело, тоа може да биде знак дека тука се развива сквамоцелуларен.
Овој карцином не е толку чест како базоцелуларниот, меѓутоа е малку поопасен, бидејќи има некоја, да речеме, мислам дека до 13% шанса да метастазира во локалните лимфни јазди, значи во најблиските лимфни јазди, и затоа кај него сме, и тој е единствениот карцином кој што уште на почетокот на својот развој, бидејќи се шири околу нервите, може да даде чувство на болка. За разлика од останатите каде што БЦЦ или кај базалиомот или кај меланомот немаме болка. Немаме, значи, чешање. Тоа се јавува во најдоцнежната фаза кога е најкомплетно развиен меланомот и кога можеби веќе инвазивен станал, односно навлегол во подлабоките структури. Дали може да се јави карцином односно рак на кожа и кај лице кое што не било премногу изложено на сонце во текот на животот? Секако. Затоа што генетиката е дел, нели, од причинителите за било кој карцином. Значи повеќето карциноми на било кој орган не знаеме. Значи имаме мултифакториелни причини, да речеме кај карциномите на натрешните органи, на гастроинтестиналниот, сметаме дека одредени храни може да влијаат, меѓутоа генетиката е најважна. Така и со меланомот. Значи изложеноста на сонце, изгорениците, меѓутоа и генетиката. И затоа во некои ситуации буквално гледаме само една темна промена на чиста кожа. Меѓутоа во разговорот најчесто гледаме дека пациентот имал или по некои ситни пегички во пределот на грбот и рамениците, кои се знак на претходно фотооштетување. Меѓутоа сме имали пациенти кај што, на пример, имав пациентка каде што меланомот се развил на дланката, кој што никогаш не е изложена на сонце, пациентката немаше ни една бенка. Значи, затоа велам, меланомот е најнепредвидливиот. Немојте да сметате дека само ризичните групи добиваат меланом. Значи, секој може да добие меланом. Токму затоа и се сите овие едукации, еве дури на ноктите може да се појави. А дали на поголем ризик се изложени оние кои што имаат повеќе од 50 бенки на телото? Секако, ние ги, значи, кога правиме класификација на ризикот за појава од меланом, имаме точно одредени ризик групи. На прво место се луѓето со многу светол тен. Оние што имаат црвена коса или светла руса коса, светли очи. Потоа луѓето што имаат повеќе од 50 бенки, луѓето што имаат атипични бенки, како во случај. Гледате какви се сите шарени, не наликуваат една на друга. Не наликуваат една на друга, буквално тоа е многу тежок пациент за преглед. Потоа луѓето кои што имаат историја на меланом во семејството или лична историја. Кај нив исто така ризикот е поголем и кај трансплантираните пациенти со трансплантирани органи кои што се на имуносупресивна терапија. Тука на прво место сквамоцелуларниот е како најризичен, меѓутоа може да се појави секој од типовите на рак на кожа. Тоа се ризичните групи. Меѓутоа, ризичните групи, ова и од пракса го кажувам, повеќе обрнуваат внимание на својата кожа, знаејќи дека имаат еден зголемен ризик, се редовни во прегледите, се штитат од сонце и кај нив дури има и студии кои кажуваат дури дека се развија меланом, ќе се открие на време и имаат подобра прогноза, како самиот организам подобро да се штити од тие атипични меланоцитни клетки. Додека кај останатите, кои немаат никаков ризик фактор, имаат потемна кожа, не се штитат од сонце, не одат на редовни прегледи, буквално се јавува една промена како во овие случаи. Гледате, значи една темна промена која што најчесто е темна. Значи, меѓутоа таа секогаш почнува како мала промена. Како нели секоја нели човекот почнува како бебе, така и меланомот или било кој друг карцином, особено меланомот, прво почнува како точка, која што постепено расте и се развива и најчесто пациентите се јавуваат 2 до 3 години од како таа точка почнала да расте. Не ја ни забележуваат бидејќи се навикнале. А нодуларниот меланом, кој што е најопасниот, тој за 3 месеци може да се развие. Меѓутоа, тој за жал има најлоша прогноза. Меѓутоа, за овој другиот, површинскиот, ако се јавите на преглед, штом забележите нешто дека расте и се менува, може да се фати, значи, еве, негде во фотографиите ќе видите најмалиот меланом што досега го имаме откриено, има само 3 милиметри. Така. И тоа на позадината на ногата кај млад човек. Поентата што е, со дермоскопот ние можеме да го откриеме меланомот кога е во многу мала фаза, значи да не се развие, да ви стане упадлив. Доктор Верче, пред да преминеме на прегледите, чекаат гледачи да постават прашања, малку подолго. Ја им се извинам што почека. Добар ден за првиот од нив. Повелете, во програма сте.
Добар ден. Добар ден. Диагностициран е херпес зостер на глава, од десната страна на главата, значи предниот дел, челото, десното око, до средина на носа. Така. Прима терапија во почетокот и има болови некаде околу 90 дена. Меѓутоа, боловите ми се, болките ми се намалија и сега имам страшно печење и чешање. И имам добиено терапија од наша колешка, таблети Рупафен, Атаракс и крема Сензитив. Меѓутоа, нема никакво подобрување. И понатаму имам страшно чешање и печење. Челото, околу десното око и на врвот од главата. Така. Да немате некој прашање? Па не. Добро, ви благодарам за вклучувањето во програма. Ова е тешка состојба. Да, зостерот значи е болест која што се манифестира на кожата, меѓутоа се шири по нервите. Вирусот го напаѓа нервот и многу често како компликација после прележан зостер останува таа некоја постхерпетична неуралгија која може да се манифестира со болка, меѓутоа и со други симптоми како печење, жарење, кои што се резултат на оштетеноста на нервот. Значи треба да се делува на регенерација на нервот, што е можне тешко оди, можне полека и најдобро во консултација со невролог, бидејќи постојат одредени средства кои што може да помогнат во тој процес на обновување на оштетениот нерв, а со тоа и симптомите да се олеснат и да се намалат. За тоа треба време, претпоставувам. Па да, меѓутоа сепак нека се јави пациентот Пошто веќе поминало известно време, затоа кај зостерот е многу важно да се почне веднаш со терапијата. Ние имаме правило во првите 72 часа најдосно да се почне со агресивна, со она комплетна терапија за зостер која вклучува на 4 часа да се пијат по 4 таблети ацикловир. Некоја што се занемарува, се пијат помалку или поретко и вирусот напредува и го оштетува нервот и после имаме компликации. Ајде да го слушнеме и следното прашање од гледач. Добар ден. Добар ден за следниот гледач во денешната Телма амбуланта. Добар ден, да слушаме одлично, повелете. Јас сакам да прашам дали опериран базоцелуларен карцином на истото место може да се повтори уште еднаш. Така, и дали цигарите делуваат, да речеме, да се појавуваат. Така. Ви благодарам за вклучувањето во програма, убаво прашање. Да, базоцелуларниот карцином на лице или било каде некогаш, доколку е подлабока форма, нодуларен или микронодуларен, инфилтративниот кој рековме е многу деликатен и може да се шири под кожата, некогаш да не се детектираат самите граници, дури и хируршки ако се извади, меѓутоа тогаш ризикот е најмал. Значи, можноста за рецидив е најмала после хируршко отстранување. За жал, кај овие потешките форми, како што го спомнав, овој што некогаш не може да се делинираат убаво границите, ако останало некој дел, може да се повтори. Затоа имаме правило кое кажува, особено за базоцелуларен на лице, да не се третира со течен азот. Бидејќи со тоа само ќе се одложи процесот кога тој повторно ќе се врати и ќе треба поголем рез да се направи, нема да биде типична сликата и нема да може убаво да се одреди кои се границите до кај треба хирургот да работи. Со најновиот дермоскоп, ова е последниот дермоскоп кој што има вклучено во себе дури и сина UV светлина, не знам колку се гледа на екранот, можеме лесно да ги утврдиме границите на базоцелуларниот карцином. Значи тоа е нешто најново во дерматологијата. Последен пат сега во Истанбул имав предавање за тоа елаборирав, кое што ни помага да можеме да го отстраниме во целост и да не мора, да не се потоа имаме соочуваме со вакви рецидиви. А во врска со цигарите, тие се клучен, да речеме, еден од важните фактори за појава на сквамоцелуларен на долната усна. Инаку се лоши за општото здравје за многу работи, меѓутоа како специфичен фактор на влошување е за појава на сквамоцелуларен, односно планоцелуларен, овој другиот карцином на долната усна. Како изгледа? Тој изгледа на почетокот како лушпи кои... Добро, да, имаме. Како изгледа само значи, како
Мала промена која прво прави лушпи, меѓутоа потоа зацврстува. Почнува да се опипува, станува тврда на допир и расте се повеќе и повеќе. За жал и тука пациентите доаѓаат во некоја развиена фаза кога е, мислам, пак хируршкиот третман е секако најдобар, меѓутоа треба да се знае дека и сквамоцелуларниот карцином така може да се јави и то токму на долната усна кај хронични пушачи и обавезно тогаш се прави ехо на лимфните јазли, бидејќи тој може да метастазира. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден за следниот гледач во денешната Телма амбуланта. Мислам дека го нема намалено тонот на телевизорот, бидејќи слушам ехо. Уште една можност за гледачот. Добар ден. Добар ден, убав ден. Ви благодарам. Имајте ви убав ден. Повелете кој е вашето прашање. Поздрав до студијето. Ало. Јас ке ве замолам да го намалите тонот на телевизорот. Драго ми е што Ја мислам дека ќе имаме проблем да ја вклучиме гледачката. Дали го намали тонот на телевизорот? Да. Сега повелете, може да се слушнеме и флуентно да разговараме. Повелете. Благодарам. Добар ден, убав ден. Поздрав до докторката и до водителката. Направивте убава тема, меѓутоа може сум надвор од темата, ме интересира. Цел живот многу пливав и многу се сончав, од 10 до 5-6 навечер. Сега имам 77 години, нормално е да добивам старалачки пеги. Меѓутоа сакам да прашам, кога излегуваат тие старалачки пеги, се појавуваат како бели, а потоа стануваат кафеави и многу ме чешаат. Дали тоа е некоја лоша индиција или тоа е нормално со годините? Така, ви благодарам за ова убаво прашање. Повелете, доктор. Ова се најчестите промени поради кои се јавуваат пациентите на преглед повозрасните и се работи за себороични кератози или масни брадавици. Кај посветлите кожи се и посветли, меѓутоа со тек на годините потемнуваат, се ронат, стануваат се поголеми и поголеми и можат и мощне, да кажам, страшно и сомнително да изгледаат и некогаш се вистинска диференцијална потешкотија со меланома, кога ќе станат големи, црни, задебелени и со различни бои. И за жал многу, мислам уште многу млади пациенти, сметајќи дека се работи за бенки, не сакаат да ги отстрануваат со тек на годините и после некое време доаѓаме во ситуација во која на грбот или подградите на стомакот наоѓаме преку стотици вакви себороични, односно масни брадавици, кои што во местата кај што има триење и влага можат и да чешаат. Значи најчесто ова е бенигна промена, меѓутоа сепак јас предлагам со време да се отстрануваат, особено кај лица кои се подложни на нивна појава. Тоа може да биде поврзано со изложеноста на сонце, како што кажа гледачката, и со типот на кожа. И генетиката во семејството, ако имало некој со повеќе такви флеки или брадавички по телото, најчесто нели на грбот и на стомакот, треба да се интервенира со време. Бидејќи после тоа станува многу потешко и отстранувањето и диференцијалната дијагноза, односно во море од такви себороични кератози може да се сокрие некој меланом. И моето последно прашање за денеска се однесува до редовните прегледи на кожата. Дали треба да ги прават само оние кои што имаат бенки или оние кои што немаат никаква промена на кожата? Генерално тоа е превентивен преглед. Само 2% од светската популација нема ни една бенка. Тоа е исклучително ретка популација каде што нема ни една бенка. Во просек има 10, 20 до 40 бенки, секој човек од нас. Со тек на годините се јавуваат овие другиве израстоци, папиломи, кератози, брадавичките, така да секогаш има нешто на бенката, черни ангиоми, капиларни промени, бенигни тумори. Значи секој човек затоа советуваме да направи ваков превентивен преглед барем еднаш во годината, со што ќе биде сигурен, бидејќи тоа се вика и скрининг за рано откривање на рак на кожа. Со тоа ќе можеме да го откриеме пред да се развие и да направи да го загрози животот. А кога се работи за само преглед во домашни услови, на што да внимаваме? Генерално еднаш месечно препорачуваме да се внимава на било каква променета бенка, значи бенка која што почнала да се менува,
што сте ја имале од порано, меѓутоа сега гледате дека почнува да се менува, или појава на нова бенка под наводници, промена на кожата, која едноставно не личи на ниедна од останатите. Тоа е така наречениот знак на грдото пајче, според мене најефикасен во само прегледот, бидејќи ABCD правилото некојаш знае да не збуди, па дали е асиметрична, пошто си имала пациенти кои што следат карцином, еве ова е најмалиот меланом, морам да кажам, значи кој што има 2 мм. Симетричен, гледате, дали овие ви делуваат дека имаат асиметрија? Значи, некои од пациентиве ги беа следеле. Ова е грдото пајче. Го гледате меланома таму? Што отскокнува? Едноставно отскокнува. Ако забележите нешто вакво, веднаш јавете се на преглед. Затоа е тој само преглед, бидејќи, еве, превентивниот е еднаш во годината, меѓутоа до следната година има големи шанси нешто друго да се појави. Ова е базоцелуларен карцином, кој што гледате како изгледа како една флека. Ова личи на брадавица е сквамоцелуларен карцином. И беше третиран со течен азот. Ова малава флекичка во ќошот е всушност базоцелуларниот. Овие две се обични дермални невуси. Значи мала флекичка која што расте постепено и знае малку да влажи, да едноставно да крвари. За ноктите вака почнува меланомот. Не треба да стигнеме во фаза 3. Значи првата промена треба да биде аларм, веднаш да се дури и под ноктите треба. Сега со гелниве ногти обично не можеме да си ги видиме вистинските. Ова е раничката што не е за здраво. А видите дека гелните ногти она изложеност на УВ зрачење при сушење, тоа е ризик за појава на. Тоа тека каже времето. Пошто се тоа многу ниски дози, меѓутоа сепак мене повеќе ми смета што постојано се покриени ноктите. Еве како изгледа меланомот. Значи, меланомот е чудовиште кое што само мал дел ни покажува на кожата. А ние со дермоскопот може да видиме и под кожата и да го откриеме на самиот почеток, да не дозволиме да дојде во оваа фаза кога станува на вистина чудовиште и може да ни го загрози животот. Значи, буквално сме имале пациенти каде што, еве, на 32 години да заврши летално заради некоја промена која можела да се види. Да се види. Еве како изгледа меланомот порано, 85-та. Сега од 2010-та наваму можеме да го диагностицираме. Кога е многу мал. Меѓутоа само со помош на овој апарат кој што и самиот преглед е безболен, брз, едноставен, само го прислонуваме и ги анализираме тие структури под дермоскоп, дури кај 2 милиметарски лезии. Значи со тоа може само да добиете, нема ништо да изгубите и немој да се плашите од отстранување на било каков карцином. Значи има млад човек, ова е мит кој што никако да се надмине, морам да го докажам, млад човек на 30 годишна возраст кај кого нотираме базоцелуларен карцином. Да речеме не е толку опасен, ама сепак е карцином. Човекот веќе направи 5 втори мислења и се уште не сака да го отстрани, нели, базоцелуларниот карцином, од страв нешто да не се случи. И тоа ми е дежурно прашање кај пациентите кај кои што кажувам дека нешто треба да се отстрани. Нема ризик од отстранување на бенки, нема ризик од отстранување на сомнителни промени. Ризикот е само ако оставиме сомнителна промена, потенцијален рак на кожа, меланом, кој може да ви го загрози живот. Значи, мите, не чепкајте, може да добиете рак на кожа. Комплетно погрешно. Комплетно погрешно. Ви благодарам уште еднаш за вашето гостување во Телма амбуланта. Благодарам за поканата. Почитувани, тука го заокружуваме денешното издание на оваа емисија. Ви посакувам пријатен ден.